Градиме да трае. Кичев Охрид не е обичен проект. Кичев Охрид не можете да го споредите со Штип Радовиш. Кичев Охрид е најкомплексниот проект што во изминатите повеќе децении се работел кај нас. Има повеќе аспекти или фактори зашто би го прогласиле како таков. Ова 10 годишно мачење наше и работа, иако јас сум уклучен само од 2018, да ви кажам, значи предходниот период не бев вклучен, се должи на два аспекта, значи причините се двократни. Првите се техничките причини што се директно поврзани со квалитетот на проектната документација, што веќе имплицитно беше и од колегата Дарко споменато, меѓутоа и неефикасните административни постапки и одлуки кои што земаат многу време. Македонските градежници знаат, македонските градежници можат. Тоа не е случајно така. Тоа е така бидејќи се добро избалансирани и се димензионирани на начин правилно да се распоредат ризиците помеѓу договорните страни, и ако се случи некој настан кој што тие ризици ќе ги дисбалансира, постојат механизми кои што можат да го вратат првично договорениот баланс на ризик. Овие услови на овој проект најкарактеристично е тоа што одговорноста за проектирањето е одговорност и ризик на инвеститорот. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Тоа со претходниот проект, оној што го наследивте, не беше предвидено? Не беше предвидено воопшто. Значи беше предвидена само основната траса. А сите клучки, сите девијации и сега сите пристапни патишта што треба да бидат сервис за локалното население, значи се проектира ново и има нова финансиска конструкција. Македонските градежници знаат, македонските градежници можат. Денеска, најверојатно, сите ние овдека, а најверојатно и другите генерации што доаѓаат по нас, очекуваат од нас да изградиме автопатишта за кои што ќе бидат соодветни на модерната автомобилска индустрија. Ние не можеме да димензионираме нешто што било претходно со минимум радиус, со минимум дебелина, со минимум елементи, а да очекуваме дека следните генерации, кога ќе го пуштиме и автопатот Кичев Охрид и било кој следен автопат, дека ќе бидат благодарни на тоа што ние претходно сме го изградиле. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Последното го оставив за крај, не случајно. Претходни и подготвителни работи. Колку се прават, извршуваат претходните и подготвителните работи? Што спаѓа во нив? Споменаа колегите експроприација. Така, значи пред да се излезе со градба, мора да имате процес на претход. Не, ние веднаш го рипаме тој чекор, веднаш идеме во реализација, пошто немаме време. Што правиме? Основна грешка. Овие работи ќе не уназадат дупло, мислам тоа веќе го збореше повторно надзорот, ќе не уназадат дупло и временски и финансиски, затоа што не ги правиме тогаш кога треба да се направи. Македонските градежници знаат, македонските градежници можат. Бидејќи беше спомнал проектантот, а јадниот нема кој да го брани овде, Кичево подвис пресека тие 22 километри од вкупно 57 километри акумулираат, Бранко ќе ме поправи, 72 или 76% од сите пари на проектот. Зошто? Зашто трасата е висока, поставена е горе на таа морфологија, на таа литологија, од проста причина, според водостопанската основа на Македонија, донесена 1974 година, предвидена е акумулација подвис на река Треска. Електростопанство ги има ограничено условот за поставеност на трасата и од тие причини проектантот се качил многу високо, пошто излегува овие состојби. Македонските градежници знаат, македонските градежници можат. Градиме да трае.
Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Изградбата на автопатот Кичево-Охрид започна во февруари 2014 година со првичен рок за завршување во 2018 година и предвиден буџет од 374 милиони евра. Сепак, поради бројни проблеми, како што се лоша проектна документација, непредвидени геотехнички потешкотии и нецелосна експроприација на земјиштето, проектот се соочи со повеќекратни одложувања и зголемување на трошоците, достигнувајќи сума од околу 600 милиони евра. Во март 2024 година, владата го продолжи рокот за завршување на автопатот до 31 декември 2026 година, поради проблеми со експроприација на земјиштето, како и појавата на 13 нови свлечишта на трасата. Во ноември 2024 година, директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски изјави дека можеби ќе бидат потребни дополнителни средства за завршување на автопатот, поради променети европски стандарди и потребата за прилагодување на проектот. Тој исто така најави дека се планира делницата од Врбјани до Песочани во должина од 11,5 километри да биде пуштена во употреба пред почетокот на летото 2025 година. Во февруари 2025 година, вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски изјави дека покрај тековните работи на автопатот Кичево-Охрид ќе се гради и патот од Букојчани до Кичево, со цел целосно автопатско поврзување од Скопје до Охрид и Струга. Истовремено, министерот Николовски најави дека очекува пред почетокот на летото да бидат пуштени во употреба 40 километри од автопатот Кичево-Охрид. И покрај овие напори, автопатот Кичево-Охрид останува еден од најдолгорочните и најскапите инфраструктурни проекти во историјата на Северна Македонија, со повеќекратни одложувања и зголемувања на трошоците. Денешната емисија од панел дискусијата од првата конференција за патна инфраструктура сведочи за искуствата на дел од учесниците во проектот и предизвиците со кои се соочиле за време на реализацијата на овој капитален проект. Кои се искуствата, а кои се научените лекции? Следете не. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Добар ден и од мене. Веројатно денес ова ми е најтешкиот панел за кој што треба да дебатираме. Велат дека добрата инфраструктура е основа за добар економски раст, за подобра конкурентност на општеството, за отворање на нови работни места и побрз проток на луѓе, стока и патници. И таа оправданост е вистинска само ако ги даде вистинските резултати. Зборувам од економски аспект и секако подобрување на безбедноста во сообраќајот. На овој денешен панел ќе продискутираме за искуствата во изградба на патиштата, методите, проблемите и предизвиците. Читајќи еден магистерски труд, беше нотирано дека од 12 капитални проекти, мислам на патишта, 11 од нив доцнат во планираната динамика, што директно влие врз крајниот дефиниран рок. Тука би сакал како позитивен пример само да го истакнам експресниот пат Штип-Радовиш, кој заврши дури 4 месеци пред рокот, така е. И иако овој проект имаше доста предизвици во изградбата. И генерално како фактори кои влијаат врз пролонгирање на крајниот рок се проектната документација, потребата од дополнителни работи заради недостатоци во проектната документација, препроектирање, допроектирање, експроприацијата и непредвидени работи од типот на климатски фактори, законски регулации и така натаму. И ова е генерална појава, речиси, кај сите големи проекти. И сето тоа во крајна смисла ја зголемува и вредноста на проектот, создава притисок врз општеството и мораме да признаеме дека сето ова оди на товар на даночните обврзници. Најголем дел од вас сите ги познавате, соработувате со нив и тие некако се поврзани во еден проект кој што веројатно и ќе се сложите со мене е пример како не смееме во иднина да планираме, да проектираме и да градиме.
И тоа е изградбата на автопатската делница Кичево-Охрид. И преку нејзе вака денеска ќе се обидеме да ги доловиме и премерите за останатите проекти кои имаат сериозни остапки од планираните дејства. Јас во една реченица ќе кажам само дека 10 години проектирање, уште 10 години изградба, 57 километри траса и известност за незин финиш се уште нема. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. На почетокот сакам да се заблагодарам што ми ја дадовте можноста да бидам дел од оваа панел дискусија, да ги споделам моите согледувања со моите колеги градежни инженери и да дадам свој допринос да се расчистат одредени ситуации кои создаваат веројатно недоразбирање во општата јавност и во перципирањето на проектот Кичево-Охрид. Ќе почнам со некои генерални работи, ако сакате, и па у вториот дел од мојата дискусија ќе се обрнам на точно на прашањата што беа поставени од вас и кои што ми беа поставени и вчерашниот ден и денешниот и така натаму. Прво, не сакам да верувам дека перцепцијата денеска за градежништвото во Македонија или сликата за квалитетот на градежништвото ќе биде објектот Кичево-Охрид. Иако има елементи за тоа, се збореше и вчера, многу луѓе го нарекоа панелисти црната точка во нашата земја и треба да бидеме свесни за тоа и треба да се потрудиме со овакви средби и дискусии да ги излечеме оние lessons learned, што викаат, значи да научиме некои лекции од ваквата работа. Кичево-Охрид не е обичен проект. Кичево-Охрид не можете да го споредите со Штип Радовиш. Кичево-Охрид е најкомплексниот проект што во изминатите повеќе децении се работел кај нас. Има повеќе аспекти или фактори зашто би го прогласиле како таков. Меѓу другото беше спомната и геологијата, така условите на теренот ќе стигнам и до тоа. Моje лично согледување е дека ова 10 годишно мачење наше и работа, иако јас сум уклучен само од 2018, да ви кажам, значи претходниот период не бев вклучен, се должи на два аспекта, значи причините се двократни. Првите се техничките причини што се директно поврзани со квалитетот на проектната документација, што веќе имплицитно беше и од колегата Дарко споменато, меѓутоа и неефикасните административни постапки и одлуки кои што зимаат многу време и драгоцено време во кое што инженерите не можат да го работат и да го прават она за што се платени. И при тоа се зголемуваат фиксните трошоци, како што рековте, доколку они не работат, сепак има трошоци за изведувачот. Зашто и како се случува? Убаво даде еден пресек колегата Дарко, меѓутоа не ја каза хронологијата во наративен контекст, во поширок контекст. Значи ги наброја точно активностите, тие и тие биле должините, типовите на конструкции, па понатаму и проблемите. Меѓутоа, како се јави проектот за Кичево-Охрид? Од каде дојде проектот? Ги видовме. 3 проектанти се, започнати да работат почетокот на 2000-тата, иако имам информации дека во доцните 90-ти започнало проектирањето на тој објект, за да се стигне до некое идејно решение кое што со години било во архивите на јавното предпријатие заборавен како заборавен проект. После одредени политички настани, да речеме, неприфаќањето во Букуреш на Македонија да стане членка на НАТО, што е политичка некаква одлука, се решава во Македонија да се почне со инвестиционен циклус, се бараат проекти. Кои проекти ги имаме ние за да почнеме да инвестираме во градежништвото? Рековте и оваа влада е расположена за истото и таа била предходната.
немало многу проекти. Јас ќе го прашам и директорот во моментот колку проекти на располагање има, веројатно ќе биде во контекст на она што ќе го дискутира на следниот панел. Немаме многу проекти изработени, готови, кои веднаш можат да пуштат во изградба и во инвестиции. Така да, се дало некои рокови за многу краток период идејниот проект да стане главен проект, односно сегашно кажано основен проект. Без да се вложат дополнителен напор во таа фаза на проектирање, а градежните инженери знаат кој е нивото на идеен проект, а кој е нивото на градежен проект. Тоа е огромна разлика на проектната документација. И тоа не е ни толку трагично, иако е трагично, меѓутоа во тој процес комплетно се заборавило на геотехничките истраги. Значи, на ниво на иден проект се направило одреден број минимум на истраги, кои дури и локацијски се несоодветни на постојната траса што ја работиме сега. Да не зборам за тунелот, исто ги нема тачно во оската на тунелот, него се изведени така натаму, не би сакал да создавам повеќе нејасноти. Меѓутоа, минимален обем, што е во ред за иден проект, меѓутоа минимален обем на истраги, зборам за една дупнатина на една косина или на повеќе косини по една само дупнатина, направена истражна. Со тие согледување се отишло на главен проект, се испроектирал тој главен проект и му се предал на ЈПДП за реализација. Така? Кога се започнува со изградбата, се отвараат косините со наклони, пазете, од 4:1 и 5:1. Значи, тоа се наклони за најаките категории, спомна Дарко пета. Значи, 4:1 и 5:1 е за прва класа на материјал, на карпест материјал. Се отвораат и се согледува дека теренот не е онаков како што во проектната документација бил опишан. Проектите биле ревидирани. Така, тие конкретно проекти ја не сум ги ревидирал, ја овие репроектирањето сум го ревидирал, ги ревидирале градежниот факултет. И ние не бегаме од таа одговорност како институција, меѓутоа на сите треба да им е јасно дека ние ревидираме проект на лист хартија. Бел лист хартија, каде што имате запишано каков е профилот, кои се неговите материјални карактеристики, и ние тоа го гледаме и тоа го ревидираме. Меѓутоа, ако на терен се појави нова состојба, ние одговорноста за тоа како ревиденти не можеме да ја преземеме. Треба некој друг да биде тоа. Не сакам да посочувам, мислам дека ви е јасно. Проектантот мора да има некаква одговорност. Зашто проектантот? Не затоа што јас сакам така, туку затоа што проектантот му се дава надлежноста да ги проектира истражните работи. Викате расположливи средства, проект, основа на проект се истрагите и податоците што ќе се добијат се инпут за проектот. И распишувате тендер и они имаат задача да направат истраги во обем во кој што сметаат дека е доволен за да го тоа квалитетно испроектира и да го направат. Кога се јавува ваква ситуација, очигледно дека таа задача претходно не била завршена во онаа мерка која што вако Професор, пред да продолжите, извинете, пред да продолжите, сакам да прашам, тука има голем број на проектанти. Колку е потребно една проценка да ја дадете на ваков комплексен проект од идеен проект да се направи основен проект? Затоа што има информации дека оваа фаза на овој проект е правена околу 6 до 9 месеци. Да, и моите информации се 6 месеци, а вие 9 имате, што е тотално неприфатливо да речем за ваков проект. Може ли ја да го, тоа исто од мој аспект свртам? Знаете ли, спомна Дарко, меѓутоа, колку косини има на овие 57 километри, така Дарко? Колку косини, односно засеци со проектот се предвидени? 49. 49 косини. Затоа реков не е обичен проект. Зашто има 49 косини? Тоа треба да ги прашате проектантите,
имало реакции, јас сум помлад, ви реков, вклучен во овој проект, и меѓутоа си ги прашав своите професори, своите пријатели, предходно што учествувало, и кажале дека имало до јавното предпријатие укажување дека може би таа траса, повлечена тогаш во крајните 90-ти, не е и најдобрата траса денеска. Значи, тенденцијата била да има засеци. Така? Може би не биле доволно консултирани геотехничарите. Засек да правите во шкрилести материјали е како сами да се ставите трн во нога. Шкрилестите материјали практично не се категоризираат ни како карпи, се нарекуваат меки карпи, а со времето деградираат во структурата и стануваат зрнести, како што ги категоризираме почвите. Значи, се работи за исклучиво лош материјал. Значи, тоа се, вака причините, јас ќе имаме, читам тайм-ап, да, ќе имам Тоа може да сигурно продолжи. понатамо и повеќе време да, па и на прашање ако треба, продолжени. Благодарам. Ви благодарам, професоре. Денис Ризаов, експерт за ФИДИК, дел од компанијата Гранит, кој учествува во изградбата на делницата Кичево Охрид. Господин Ризаов, вашата компанија е дел од овој проект уште од самиот почеток. Какви се искуствата во реализација на овој проект? За оние кои што не ме познаваат, јас сум правник во Гранит, кој што е специализиран за работа на големи инфраструктурни проекти. Се работи во главно за следење на животен циклус на цел проект, од тендер до реализација. И тука сум да го споделам нашето искуство што го имаме во реализацијата на овој значаен инфраструктурен проект. Најпрвен би сакал да кажам дека општите услови на договорот кој Гранит го има како подизведувач на овој автопат се согласно ФИДИК условите на договорот, популарно наречена црвена книга, кои што се издание 99, кои што се користат како стандард секогаш кога работите ги финансира Светска банка или Европска банка за обнова за развој или Европска инвестициона банка. Тоа не е случајно така. Тоа е така бидејќи се добро избалансирани и се димензионирани на начин правилно да се распоредат ризиците помеѓу договорните страни, и ако се случи некој настан кој што тие ризици ќе ги дисбалансира, постојат механизми кои што можат да го вратат првично договорениот баланс на ризик. Овие услови на овој проект, најкарактеристично е тоа што одговорноста за проектирањето е одговорност и ризик на инвеститорот. Нема сомнеш дека во последните неколку години имаше значајни доцнења на овој проект, во главном предизвикани од трети страни, и ќе се обидам накусо да ги набројам причините за тоа од договорен и правен аспект. Најпрво би можел да кажам еден збор експроприација. За да може да почнете да градите, било кој да може да почне да гради, треба да добие право на пристап и владение на земјиштето каде што треба да се гради. За да се даде тоа право, согласно договорот, кое што согласно ФИДИК црвена книга е обврска на инвеститорот, треба да се исполнат два битни предуслови. Прво, ако има приватно земјиште, да се реши експроприацијата, и по два, ако има пречки, како далноводи, шуми или други објекти, заради кои што не може да почне да градите, треба да се дислоцираат. По нашите информации, на секција 1, најголемиот дел од површината каде што требаше да се гради по основниот проект беше од приватно земјиште. Собствениците на приватното земјиште, мислејќи дека ќе заработат пари, малце ја одложија постапката на соработка со инвеститорот во постапката за експроприација и почнаа да водат судски постапки со кои што се одложи процесот на експроприација и тоа предизвика дополнителни проблеми за инвеститорот. Понатаму, во 2018 година се случи, се потпиша анекс 3 договор,
со кој што, меѓу другото, беше регулирано дека треба да се изработат дополнителни проекти, со кој што треба да се решат прашањата кои што ги кажа професорот Јосиф. Погодувате и по тие дополнителни проекти требаше да се направи дополнителна експроприација, за да може изведувачот да работи. Таа дополнителна експроприација, споредено со бројките на нашите инженери, сигурен сум дека се точни, е следнало. За дупло, за двојно се зголемија количините на земјани работи. На двојно помала површина од површината по основниот проект. Значи, на многу помалку место треба да извршите многу повеќе работа. Двојно повеќе работа. Понатаму, во истиот тој анекс договор, беше договорено дека и беше побарано од изведувачот и од подизведувачите да се откажат од своите побарувања, на англиски се викаат claims. Тоа е нормален договорен механизам во ФИДИК договорите, кој што постои во случај оној дисбаланс, ако се случи на ризиците, кој што може да го користите, да го вратите, меѓутоа мора правилно да го користите. Под услов да се откажат од тие побарувања, кои што ги имаа заради нерешените проблеми, да се откажат од нив, а инвеститорот да му се остави простор до 2020 година да ги реши своите обврски кои што треба да ги реши по договорот за да може да се отвори фронт. Тоа и се случи. И се договорија во 2020 година, во јуни месец, да седнат заедно сите, инвеститорот, изведувачот, подизведувачите, надзорот, да направат анализа кои од тие пречки за градење не се решени, какво било нивното влијание и дали треба повторно да се продолжи рокот заради тоа што не биле решени. Така и беше. Седна, анализата покажа дека се уште има работа да се решат некои прашања и дека тоа ќе предизвика дополнително продолжување на рокот. Тоа е анекс 5 и сегашниот рок 31 декември 2023 година, од кој што произлегоа нови датуми и нова листа на проблеми, на нерешените прашања кои што треба да се решат за да се завршат работите до декември 2023 година. Во меѓувреме, во меѓувреме ни се случи и COVID во 2020 година, на што ќе се навратам подоцна, и на некој начин се случи perfect storm, совршена бура од настани, чиј што ефект го имаме сега што го има, сега го гледаме. Во 2014 година, кога започна работите во јуни, по програмата за работа на секција 1 на Гранит, имаше две критични точки. Тоа е виадукт на километар 6,860 и виадукт на километар 9,105. Тоа се тие двата конзолни виадукти кои што вчера ги прожектираа, за мене се чудо, почнуваат да се градат од двете страни и се спојуваат во воздух, зашто треба совршена технологија и прецизност. Во 2014 година Гранит доби писмо од главниот изведувач, каде што вели, цитирам, со ова писмо ве уведуваме во работа, ви предаваме право на пристап и владење на трасата од тој до километар, освен на критичните делови, каде што има инсталации, тие ќе ви бидат достапни за градење кога ќе бидат отстранети. А во меѓувреме може да се движите на тој простор, меѓутоа не треба да се работи на овој дел. На 6,860 имаше еден далновод од 2014 година, во кој што имаше обиди да се дислоцира 4 години. На крај во 2018 година падна снег, се сруши и се дислоцираше. Денеска мостот е изграден и веќе не е на критичниот дел. Би продолжил понатаму ако може. COVID пандемијата не се случи во 2020 година, имаше ефект на сите. Во овие услови на договори стварно ги пишувале инженери за инженери и мислеле на све. Ја предвидели такви ситуации. Што да се правите ако ви се случи некој настан на кој што немате влијание како COVID пандемијата?
Па така и по тој договорен механизам, веднаш чим владата прогласи воредна состојба и информираше за мерките кои што сите ние треба да ги превземеме, да си го зачуваме собственото здравје, испративме известување на главниот изведувач, известивме дека ние се соочуваме со проблеми во изградбата заради ефектите кои што ги од ковид пандемијата, дека ќе се намали работата, дека има лимити на транспорт, дека мора да ги почитуваме мерките, дека со истото се соочуваат и нашите добавувачи на градежни материјали и од странство и од нашата држава. За среќа, таа ера помина, меѓутоа последиците постоеа, не само нови на градежен проект, него и на другите. Гранит формираше кризен штаб, кој што дневно ги следеше настаните и ги спроведуваше мерките и за да се избегнат што повеќе последиците од оваа ситуација. Би напоменал тука како исто така голема отежителна околност се депониите кои што Дарко ги спомна, бидејќи депониите на почеток на проектот беа димензионирани да примат онолку материјал колку што беше предвидено да се изврши ископ со основниот проект. Како се зголемија, требаше да се зголемат и дополнителните капацитети на депониите. Се соочуваме со многу големи во реализацијата на овој проект, со многу големи предизвици во соработката и со локалната администрација и самоуправа. Еве ќе ви дадам еден пример. Во моментов една од најактуелните теми е специјално минирање на изворите близина на изворите на река Треска во Кичева, каде што се направени посебни истражувања и елаборати од стручни компании со лиценци, кои што ние мора да ги следиме за да ја заштитиме животната средина и околината и здравието и безбедноста на луѓето. И едноставно не може да го забрзате тоа. Значи, мора да ги следите тие мерки во елаборатот. Не постои начин да се забрза тој дел. Цевководот кој што носи вода за пиење на населението во Кичево. Јавното предпријатие за комунални услуги од Кичево, кој што стопанисува со тој објект, бара да се замени цевководот со нов, бидејќи стариот бил азбестен, а цевководот помина под една од клучките на автопатот. Воспротивно, се заканува дека ќе ги попречи изведувањето на работите. Овие работи и други настани и околности се случуваат секојдневно на големите градежни проекти. Тоа лично за мене е една од причините зашто го сакам градежништвото. Секој ден се случува нешто ново, меѓутоа доброто е што ги имаме овие стандардни типови на договори и многу ме радува вчера што слушнав од директорот на јавното предпријатие дека целта е да се користат што повеќе, бидејќи ако навистина правилно ги користите, можете навремено да ги избегнете ризиците кои што може да настанат од истите. Денис, ти благодарам. Одамна е Time's Up. Ти благодарам. Причината Токму и причината на оваа конференција во овие 2 дена е да ги увидиме сите аспекти од досегашните реализации, не само на Кичево Охрид, него и на останатите проекти и да увидиме што понатаму ќе правиме и дали ни требаат нови модели и методи. Уште една домашна компанија е вклучена во изградбата на овој проект, тоа е Илинден, Горан Домазетовски како дел од Илинден кои работат на делница 3-5 и дел од втората делница. Тоа е делот кој што го зафаќа урбаното подрачје. Домазетовски, вие како компанија имате индиректно влијание во роковите на овој проект. Што се случува на траса на овие делници сите овие години? Се вклучивме во изградбата на автопатот Кичево Охрид пред 9 години, односно во втората половина од 2014 година. Тогаш инженерскиот тим, а особено нашите помлади инженери, колеги, беа горди што на самиот почеток на нивната кариера ќе стекнат искуство на еден ваков значаен инженерски проект.
Морам да признам дека задоволството беше исто така големо и за нас, постарите и поискусни инженери. Вклучени сме во изведба на проектот како подиздавач на кинеската компанија Синохидро со полна одговорност на стенните делници. Под секција 2-3, подвис пресека, во вкупна должина од 1,87 км, секција 3 пресека песочани, со должина од 11,5 км, тунел подвис пресека, дренажни работи, асфалтерски работи и други зафати. Од 2021 година, ноември, вклучени сме и во изведба на секција 5, делот од Требеништа до Охрид. Односно, ние продолживме со работа на ова делница, на која претходно беа вклучени други подизведувачи. Уште на самиот почеток на изведбата се сочивме со низа предизвици и проблеми и веќе беше повеќе од јасно дека работите не се одвиваат согласно планираното. И покрај нашите огромни вложувања и напори, целосно вклучување на сите наши капацитети и ресурси, како човечки, така и механизацијски, сепак беше невозможно да се прати првично предвидената и зацртана динамика на изведување на работите. Уште на самиот почеток се судривме со нерешени имотно-правни работи. Согласно тоа, пристапот или давање на владение на трасата одеше бавно, парцијално и нередоследно. И ден денес, на само 2 месеци до истекот на веќе продолжениот рок на градба, се уште постојат делови од траста каде немаме пристап заради нерешено имотно-правни работи. Проектните решенија претрпеа и се уште трпат модификации, се со цел квалитетна изведба на автопатот по сите стандарди. За ова, меѓу другото, придонесува и потребите на локалните населени места, што гравитираат кон автопатската делница. Потреба од влезови, излези, пристапи до земјоделски поседи и слично, што резултираше со дополнителна градба, како подпатници, клучки, девијации и слично. Обемот на работа се зголеми во однос на првично предвидениот. Горан, извини, ќе те прекинам тука. Тоа со претходниот проект, оној што го наследивте, не беше предвидено? Не беше предвидено воопшто. Значи беше предвидена само основната траса. А сите клучки, сите девијации и сега сите пристапни патишта, што треба да бидат сервис за локалното население, значи се проектира ново и има нова финансиска конструкција. Се направи проект за рехабилитација на постоечкиот магистрален пат Кичево-Охрид и усогласување во склоп на новото автопатско решение. Се проектира и започна со изведба комплет нови клучки за да се обезбеди приклучок на локалните населени места. Заради стабилизација се препроектира косините на усеците. Наидовме на постоечки инсталации, водоводи, канализации, електрични и телефонски водови, чија дислокација одеше исклучително бавно. Требаше да се изработат нови проекти, па одредување на цени, коштање на самата дислокација, одобрување на варијација и слично. Морам да потенцирам дека и ден денес на одредени места дислокацијата не е компетентно завршена поради нерешено имотно-правни работи, при што напредокот на работите представува пречка за работа на делови. Ова доведува до осипување на нашите ресурси, а има импликации и на квалитетот на изведување на работите. Го потенцирам и фактот дека, уште од самиот почеток се судривме со проблемот со одлагалиште на ископан земјан материјал. Така, заедно со надзорниот инженер, бевме вклучени во пронаоѓање на адекватно државно земјиште по должината на трасата. Таквите одлагалишта беа пронајдени, но за нивна употреба, тоест користење, беше потребно да има одобрение од надлежните институции, проекти, сечење на шуми, во зона предвидено одлагалиште и слично. Како и да е, моравме да отпочнеме со работа на траса, но за жал никој немаше разбирање за проблемот. При тоа, со самото почнување на одлагање на земјаниот материјал, на се уште неодобрено земјиште, се судривме со интересот со јавното претпријатие кое што стопанисуваше со шумите. Со овој проблем не пратеше по цела должина на трасата за време на пробивањето, односно ископите или насипите. Бројни беа предизвиците со кои се соочивме на овој проект и се разбира, за жал, тие се од слика на реализацијата и напредокот на работите. Неуморно работевме вложувајќи ги сите своји ресурси, па дури на моменти и на своја рака, а заради напредок на работите решававме и наоѓавме заеднички јазик со собствениците и локалното население. Дислоциравме бандери на свој трошак, дури дислоциравме и црква, која што беше на самата траса од автопатот. За ова посебно сме горди како фирма, затоа што мислиме дека сме први во Македонија со ваков зафат.
Во продолжение би сакал збор два за секоја подделница на која сме вклучени. Значи, вклучени сме на подделница 2-3, подвис пресека. Ова е дел од траста на автопатот, која што почнува од излез на тунел, па се до спој со секција 3. Работите се изведуваат во брдско-равничарски предел. Сега нема да ја набројувам тие карактеристиките на патот. Значи, коловозот е проектиран со две коловозни ленти, ширина од 10,25 и 10,75 метри, со зелен појас на средината од 3 метри. Од самиот почеток на работа, со почнување на ископи на усеци, бевме соочени со проблеми што се погоре опишани. Сакам да го истакнам посебно проблемот со геологијата, односно стабилизација на косините. Се јави потреба од изработка на проекти за стабилизација на косини. Ова резултираше со прекин на работите од минимум 2 години. Значи, комплетна демобилизација на градилиштето. Интересно се напомене, за да се обезбеди каков таков континуитет во одреден момент од работите, при изведба, односно ископ на усеците, надзорниот инженер даде налог за временно соборување, т.е. обложување на косините. Бевме обврзани на надзорниот инженер секојдневно да им ги доставуваме количините на ископ, како не би дошло до пречекорување на предвидените количини согласно договор. Но сепак таквиот начин на работа не можеше да трае подолг период, при што се јави потреба од изработка на нова проектна документација за стабилизација на косини. Потоа се јавија каверни во делот автопатот, при што повторно се изработи проект за санација на каверни во зона на трасата, при што беше потреба да се извршат дополнителни геотехнички истражни работи. Ова придонесе и забавување на работите на одредени делови од трасата. Како наредна секција, работиме на секција број 3, пресека Песочани, во вкупна должина од 11,5 км. Работите се изведуваат во брдско-равничарски предел. Карактеристично е тоа што магистралниот пат М4 е инкорпориран во дел од коловозот на автопатот, тоа е со проширување на трупот на патот од лева или десна страна. Се отпочна со работа на делови од траса, каде што немаше проблем со експроприацијата. Се работеше на сегментни, парцијално и нередоследно, односно работа на должина од 200, 300, 500 метри, па на лева, па на десна страна, се на се не можеме да склопиме цели 1000 метри континуитет во работењето. Таквиот начин на работа доведе до значителни загуби на време и финансиски средства. Исто така, ова го доведува во прашање и квалитетот на изведените работи, особено асфалтерските работи, доколку нема поголема должина за асфалтирање во континуитет. Со самиот почеток на изведбата требаше да се изработи распределба на земјани маси. Ова создаде поголеми потешкоти, од една страна проблем со одлагалиштата, а од друга страна нерешена експроприација. Или пак на делови каде што беше решена експроприацијата, во даден момент тоа не одговараше на изведба на земјаните работи, ископ и насип, и вградување на насип или транспорт на вишок материјал во одлагалиште. Со докомплетираната проектна документација сме вклучени во изведба на Клучка Арбиново на километар 3+800, Клучка Издеглавје, паралелно пристапен пат Врбјан-Арбиново, девијација Годиви-Арбиново. По должината на нашата траса потребно е да се изведе патот Арбиново-Издеглавје, како Издеглавје-Ново село. На паралелно пристапните патишта се уште не се решени имотно-правните работи. Како што кажав во воведот, од ноември 2021 година сме вклучени во изградба на делница број 5, Требеништа Охрид. Ова делница се наоѓа во равничарско-урбана средина. Има две коловозни ленти со ширина 10,25 метри и зелен појас од 2,6 метри. Од Клучка Подмолје па се до Охрид коловозот е со ширина 2 пута 7,75 метри. Освен главната траса, предвидена е градба на Клучка Подмолје, Клучка аеродром, Клучка Свети Размо и паралелно пристапен пат Требеништа Охрид. По моје скромно мислење, ова делница е потешка за изведба, не од аспект на изведба на инженерски објекти и големи дострели во градежништвото, него проблеми со потреба од дислокација на канализации, дислокација на водоводи, изработка на нови проектни решенија, дислокација електрични и телекомуникацијски водови, изведба на поголем број времени сообраќајни девијации. Еден од поголемите проблеми на ова траса е тоа што по должината има голем број на пристапни патишта, што ја користи локалното население. Со ова се оневозможува
континуитет на изведба на основната траса, загуба на време и ресурси, финанси, квалитет на изведени работи. Континуитет на изведба на зелен појас, односно разграничување на сообраќајницата со помош на ивични ленти и реголи заради обезбедување премини на стопанските објекти и локалното население. Оневозможен е континуитет на изведба на одводни земјани и бетонски сегментни канали заради обезбедување пристап до куќите и на локалното население. Загрозена е безбедноста на сите учесници во сообраќајот, а исто така и на учесниците во самата изградба. Се тоа погоре опишано е директно зависно првенствено од изведба на паралелно пристапни патишта. На овој дел од траста се уште има делови кои што не се пробиени заради нерешено имотно-правни работи, исто така доведено во прашање и дел од автопатот во должина од 1 километар поради евентуална потреба од измена или модификација на проектот. И за крај, со сите проблеми со кои што се соочивме, со сите нормални реакции од целата држава, од населението, медиумите, а веројатно и реакции по некој турист, овој проект е од неизмерно значење за државата. Овој автопат е значаен за секој од нас и јас верувам дека доколку сите инволвирани страни продолжиме заеднички да работиме, на крајот ќе бидеме горди на тоа што ќе оставиме на генерации. Апелирам до сите релевантни чинители со оглед на тоа што за 2 месеци, неполни 2 месеци, истекува рокот за градба, да размислат во кој правец ќе се движи понатамошната изведба на автопатот. Секој дисконтинуитет во градењето ќе доведе до големо дерогирање на веќе изграденото, загуба на големи финансиски средства, углед на државата и слично. Ние што сме вклучени во изведбата, го гледаме светлото на крајот од тунелот. Благодарам за трпението. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Со цел да се подобрат процесите на планирање и реализација на инфраструктурните проекти, како и за да се зголеми нивната ефективност и одржливост. Особено значајно е да се обрне внимание на следните насоки, посочени од панелистите и стручната јавност. Под 1. Оптимизација на проектната документација. Потребно е подобрување и дополнителни геотехнички истражувања пред почетокот на изградбата, како и ревизија на проектите за да се обезбеди точност и изводливост. Под 2. Инвестирање во човечки капитал. Препорачано е обезбедување на обука и развој на кадри во градежниот сектор во соработка со образовните институции, за да се подобрат вештините и знаењата на работниците. Под 3. Унапредување на јавната администрација. Секторот градежништво има потреба од ефикасна и навремена администрација, особено во врска со експроприација и решавање на имотно-правни односи, за да се избегнат задоцнувања во проектите. 4. Идентификување и решавање на проблеми со трети страни. Учеството на сите релевантни страни во проектот е клучно. Кабинетите на министерствата, на јавното предпријатие и локалните власти треба да соработуваат за да ги решат проблемите со експроприација и дислокација на објекти. 5. Воведување на современи методи и стандарди. Проектите треба да се базираат на актуелни стандарди и технологија за изградба, за да се зголеми квалитетот и безбедноста на инфраструктурата. 6. Зголемување на капацитетите на компаниите. Компаниите треба да инвестираат во нови технологии и да ги зголемат своите капацитети, за да можат да одговорат на потребите за поголеми и посложени проекти. 7. Комуникација со локалните заедници. Потребно е заекнување на комуникацијата со локалните заедници, за да се учествува и решаваат нивните барања и загрижености во текот на изградбата. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. На крај,
го оставаме, но тоа е еден од луѓето кои во ситни детали секојдневно од почеток до крај го уредува и го контролира работењето на траса. Бранко Волчевски, главен надзор на проектот. Во неколку разговори со него тој потенцира дека голем дел од работниот век го оставил на овој проект. Волчевски 20 години се работи ова, но завршница се уште нема. Повелете. Ви благодарам за поканата да учествам на оваа панел дискусија и во интерес на времето би сакал да не се повторувам со тоа што беше констатирано од моите колеги во однос на деталите што беа изнесени. Ќе се обидам да дадам краток осврт на значењето и големината на проектот и потешкотиите во неговата реализација и тоа што беше предизвик за сите нас, почетно од државата и сите инволвирани во овој проект. Во државата се граде автопатишта, сега се градат, ќе се градат и во иднина, но сметам дека и не гледам јас од мој аспект дека некоја друга таква делница, како што е делот од нашиот автопат, дека ќе биде таков предизвик за да се изгради автопат. Ако ги земеме во обзир, сите досега изградени автопатски делници представуваат делници кои што се изградени во делот рамничарски терени, каде што ние првпат се соочуваме со ваков еден огромен предизвик од аспект на реализација на таков проект. Идејата да се отпочне ваква градба е позитивна и се надевам дека понатака сите инволвирани во проектирањето во државата, водењето, стратегијата за изграда на автопатишта треба да се поздрават сите идеи и сите почетоци на сите нови автопатишта во иднина што ќе се градат во нашата земја. Да собериме доволно искуство, сите инволвирани, да направиме добар тим, организација и ова се денеска што го изнесувам моите колеги, ако не можеме да го избегнеме, да можеме да го сведеме на минимум. Следните градби треба да бидат градби кои што нема да не лекуваат на нашата градба, на нашите макотрпни работи и непреспиени ноќи, решавање на проблеми што се кажува народски во од, давање решенија, технички решенија од страна на надзорот за само да нема прекин во работата и континуитетот да продолжи колку што е можно. Тие проблеми што се соочивме на оваа градба треба да ги елиминираме и во следните проекти треба да ги сведеме на минимум. Како надзорни инженери и како инвеститори кажав, ова е предизвик да се отпочне со ваква една градба. Со тоа што сегашното искуство што го имаме, сигурно ќе го преточиме во наредните проекти, да отпочнеме градба на автопат е убава работа, но никогаш да не се отпочне како Кичев Охрид предвременна градба. Значи, овој проект во стартот на работите било потребно и морало да се седне и добро да се анализира стартот на работите. Таквиот старт на работите предизвика да се ангажира механизација, се организира капацитети, се организира персонал на позиции каде што претходните панелисти изложија дека во тој момент и немале такви услови. Вредноста на инвестицијата за нас, за нашата земја е во тој момент, мислам дека и денеска представува една меѓу најголемите инвестиции кој што ќе остане запишено во историјата на државата. Со почетна инвестиција која што се граничи со пола милиарда евра, со дополнителните средства кои што не го оптеретуваат основниот проект, него се дополнителни средства за кои што се обезбедуваат за дополнителни работи, во однес модернизација
на тунелското решение да биде во согласно со европските стандарди, анулирањето на состојбата на геологијата на тунелот, изработка на дополнителни технички решенија, санација на косини и паралелно пристапни патишта и патни јазли кои што воопшто не биле замени во проектот. Вкупната инвестиција сега процената на 0,6 милиарди евра е инвестиција која што сепак ќе биде сигурно по историјата на градбата во Македонија запишана како една од најголемите инвестиции. Самата должина на трасата од 57 км сама по себе покажува дека истата во секој случај може да се очекува да имат најразлични форми на потешкоти за нејзината изvedба. Ако ја поделиме на 3 сегменти, од кои што првиот би бил делот на трасата на прва и втора делница, каде што се соочуваме со ридско-планински предели и со таква променлива геологија и таков распоред на земјните маси, каде што и со дополнителните геомеханички истражни работи беше невозможна мисија да се одредат точно позицијата на земјните маси. Тоа доведе да, само како пример, го спомна колегата од Гранит, за виадуктот на 6860 се извршени дополнителни бушотини за фундирање, се констатира дека постои можност фундаментот да биде повторно фундиран плитко и тоа покажува дека направена е геомеханика, направени дополнителни истражни работи и констатирана состојба. По пристапот на извршувањето на земјните работи, извршувањето на ископ на стопата, се констатира дека целата бушотина е поставена во централниот дел на јадрото и во варовник. Но после извршениот ископ на целата стопа се констатира дека се околу бушотината е надвор од констатираната состојба. Оваквата состојба не е само на еден момент и на еден сегмент. Истата е пресликана на целата должина од трасата. И сега кога ќе поминете на трасата, ќе констатирате состојба дека 84% од ископите се извршени и дека таква шаронливост и промена на геологија и такви состојби на кои што можеме да се соочиме, мислам дека нема да не идеме уште еднашка во нашата градба, ако ги земеме во обзир сите теренски услови. Следната карактеристика на овој објект е самиот тунел, со должина, со 2 тунелски цевки од приближно 2 км. Тунел изработен во тешки геолошки состојби, промени, доведено до примена на заштита со ременати, до примена на тешка подградба со и профили и со дебелина на примерна и секундарна конструкција од по 30 см, со присуство на вода и со сегмент на такт од 75 см. Како за пример или како за информација на сите тука присутни, пошто најверојатниот дел и ги разбираме овие работи, истата градба на тунели во прва и втора класа, кои што се однесуваат како за пример во делови што ние досега ги имавме изградено во земјата, се градени и без конструкција потпорна, а тие пак што имаат некаква конструкција во таа класа, истата е со минимални димензии, со прскан бетон и со мрежи. Тактовите може да се движат и повеќе од 2 метра. Ние целиот тунел го изработивме со такт од 75 см, со 49 цевки заштита и со големи потпорни конструкции. Би се осврнал само неколку секунди. Почетокот на работите на трасата, димензионирањето на тимот на надзорот и на инвеститорот, како старт на работите, ниту тимот на надзорот бил димензиониран, ниту тимот на инвеститорот бил димензиониран за ваков предизвик.
се отпочнува со градба на ваков капитален објект со 6 инженери во надзорниот тим за 57 километри. Такво искуство не треба уште еднашка да помислиме дека можеме 57 километри со 6 инженери. Јас денеска работам на овој проект, познавам све од проектот, ги имам сите детали, но на моите колеги што работат околу мене, тие што се повеќе од администрацијата, секогаш му кажувам, водете сметка дека информациите што ги собирам во мене и што ги знам, дека еден ден до крајот на проектот не ќе можам сите да ги запамтам, затоа што сум јас единствен за една позиција, која што водам еден човек, кој што во моментот водам две позиции и другиот колега што и тој води две позиции. Обврските на надзорот се во согласност со договорот што го имаме подпишано, дека сите промени, измени, дополни, све што треба да се преземиме во текот на градбата, треба да добиеме согласност од инвеститорот. Значи, тоа одзема време, сила, администрација, писма, со илјадници, 10.000, 20.000, 30.000, не знам ни колку се напишани, и за една позиција да биде одобрена, потребно е повеќе од 4 до 5 пати допишување меѓу себе, административно, за истата да биде на крај прифатена и одобрена од инвеститорот. Може би, како искуство понатака, и инвеститорот и државата мора да го земи како позитивна работа, свесна дека почнува проект во таков обем и големина, со такви проектни решенија, во тој момент, во тимот на надзорот вклучил дел во кој што е тим за заднеска поддршка и решавање на проблемите во текот на градбата. Доколку ваквиот тим не беше вклучен во тимот на надзорот, најверојатно ни ова досега што го имаме реализирано, не ќе можевме да го реализираме ни сигурно ни половина. Сите измени и дополни што беа направени во текот на градбата барат да се изработат варијации, калкулации на цени, да се достават инвеститорот, истите да се одобрат, на соглед на тоа што сите проектни решенија беа од наша страна преработени, сите нови решенија што беа доставени до нас, потребно беше од страна на надзорот, од нас, да биде изработена комплет нова предмер пресметка за целиот проект, и сето тоа представува обем на работа која што не може да се опише во овие неколку минути што тука ми се достапни. Инвестицијата во овој момент е реализирано 483 милиони евра. Позитивната во целата работа е што во моментот имаме разлика во цени од 50 милиони евра во корист на државата, и сите напори во овој момент се сведуваат на тоа да до крајот на месецот се искористи првиот заем на овој објект, кои што реално, ако ги погледнеме проектите, ние имаме прв заем од 505 милиони евра, 505 милиони долари, но реализацијата во суштина е 559 милиони. Но заради разликите во цени, остануваат работи кои што треба физички да се извршат во поголем обим, за да можат да се завршат. Заклучокот не можам сега како заклучок да го кажам, можам само да кажам да ја затварам мојата дискусија затоа што сигурно го потроши времето. Искуството кажува следното, дека јас кога студирав и кога учев, тоа беше многу одамна, идејата беше да се проектираат патишта колку што е можно да бидат со поскромни елементи и со помали финансиски трошоци. Секојаш било идејата
да се оди народски кажано за да ви биде полесно поиза хипса, со скромни елементи, со елементи во кои што инвестицијата во конструкции и во подпорни конструкции, тела, мостови, виадукти ќе се сведе на минимум. Вака, спомна и колегата, во тоа време кога е правена идејата за овој проект, е правена токму таква. Да има земјани маси, но конструкциите да бидат што помали и што поминималистички. Денеска, најверојатно, сите ние овдека, а најверојатно и другите генерации што доаѓаат по нас, очекуваат од нас да изградиме автопатишта за кои што ќе бидат соодветни на модерната автомобилска индустрија. Ние не можеме да димензионираме нешто што било претходно со минимум радиус, со минимум дебелина, со минимум елементи, а да очекуваме дека следните генерации, кога ќе го пуштиме и автопатот Кичево Охрид и било кој следен автопат, дека ќе бидат благодарни на тоа што ние претходно сме го изградиле. Работењето и вклопувањето на трасите по веќе постоечки треба да биде минато. Искуството што покажа на нашиот дел, значи представува таква една замка во која што, влегувајќи во таков момент, не можеме да излеземе. Од сите елементи што требаше да се вклопат и се требаше да се искористи на делницата што ги спомна колегата Горан, целата траса преработивме со проектот за рехабилитација и реконструкција, ги сменивме сите елементи, на делови кај што можеше да се вклопи настанати бе деформации, затоа што станува проектот изработен од 2002 и 2003 година, 2008, на делови кај што постоја услови нешто да се искористат, не ги задоволува критериумите за проектирање. Ве молам, земете ги обзир нашите искуства и сватете дека проектите мора да бидат соодветно димензионирани, направени во добро време и со доволно време, добро разработени, анализирани и градбата секогаш да биде надвор од населени места и надвор од постоечките траси, секогаш кога истите може да бидат искористени како паралелно пристапни патишта, како услови за одвивање на сообраќајот и непречена градба на нашите колеги изведувачи, затоа што ваквата градба во сегменти од по кратки 200 и 500 метра можат само да доведат до трошење на сопствените ресурси и капацитети и до изградба на делници на кои што евентуално утре сите ќе кажуваме дека имаат одредени недостатоци и аномалии, иако ние како надзори тоа сигурно никогаш нема да го дозволиме таков пат и да се реализира. Ви благодарам и извинете уште еднашка затоа што Волчевски, имам јас уште дополнително прашање. Ја спомнавте финансискиот прогрес на реализација на овој. Само кратко ме интересира уште колку работа имаме на терен. Значи, постојат два методи за пресметка на реализацијата. Едниот е финансиски, кој што го спомна колегата Дарко и кажа дека е 71,8 или над 70%. И вториот дел е кога ќе направите некаква анализа по систем на пондерирање на работите. Значи, во цело време на градбата на овој пат се одеше на тоа дека секогаш финансискиот дел од работите предничи во однос на она што е физички обем на извршено на работите. Ако во анализата сега се стават клучните елементи на автопатот, дека тунелот со инвестиција од 125 милиони евра е завршен, дека сите виадукти, спомна колегата од Гранит, се завршени или се во завршна фаза, тоа значи останати се само изолации и асфалтирање и одводнување. И ако се земи дека усеците од 23 милиони кубици се реализирани 84%, значи остануваат во физичкиот обем на работа, работи кои што
незначително можат да се вклучат во анализата на физичкиот обем. Значи може да се каже дека трасата има повисок степен на физичка реализација отколку финансиска, затоа што остануваат позиции кои што се сложени за работа, се минималистички во однос на вредностите што ги носат, но истите представуваат временски, им е потребно дополнително временски период за истите да бидат реализирани. Значи, зависат од многу фактори, од временските услови, од состојбите на терен, од претходно изработените позиции и истите ќе можат да бидат сведени. Ако сакаме, можеме и да ги изедначиме, можеме да кажеме дека сме дојдени во ситуација дека финансиските со физичкиот обем во овој момент може да се каже дека се на исто ниво. Ризао, вашата компанија учествува на голем број на домашни и меѓународни проекти. Дел од искуствата ги споделивте. Спомнав претходно дека ги работите фидик правилата, навестивте дека ќе има ревидирање на дел од нив. Во кој правец треба да се движи домашната оператива за да одговори на реализација на вакви крупни проекти? Благодарам за прашањето. Гранит има многу успешни приказни. Две беа спомнати вчера. Во Босна и Херцеговина две автопатски делници, Бања Лука Прњавар Добој, тие се градени по жолт фидик Design and Build и се многу успешни. Едниот е финансиран од ЕБРД, а другиот од Европската инвестициона банка. Мислам, добро е што големите градежни компании во Македонија можат да го пренесат своето искуство од работењето надвор и добро е што се одржуваат вакви конференции и симпозиуми. Прашањата на овој проект се многу, ги има многу. Меѓутоа, доколку се решаваат, може да се постигне значаен напредок за брзо време. И она што јас би го потенцирал би можело многу да се направи ако се инвестира во тренинг и обука на јавната администрација. Јавната администрација во агенциите кои што учествуваат во експроприацијата, во дислокацијата на далноводите, на шумите, едукација за овој тип на договори, бидејќи така многу ќе се олесни спроведувањето и реализацијата на овие големи инфраструктурни проекти. Не е случајно што инвеститорот ги увидел овие проблеми и на стратешкиот партнер донел закон со кој што му овозможува многу поефикасна постапка за експроприација, како на брза лента, многу поефикасна постапка за дислокација, многу поефикасна постапка за даночни ослободувања, за зголемени часови на работа во текот на работната недела од законскиот минимум, работа во недела и безброј други. Доколку се примени тоа и на другите проекти, секако би можело да има напредок, меѓутоа Македонија е мала земја по површина и мислам дека најзначајно би било да вложиме во човечкиот капитал, бидејќи преку тренинг и обука ќе се може да се направи многу и автопатот Кичево Охрид да биде една успешна приказна од која што ќе се извлечат многу позитивни работи. Воспротивно, сум учествувал и во арбитражни постапки каде што проектите не завршувале добро, таму не се градат патишта. Таму може само да потрошите повеќе средства и време, патишта се градат на терен на градилиште. Ви благодарам. Имам уште едно прашање.
до господинот Волчевски. Дали поранешните принципи каде што повеќе се планирале повеќе ископи, а помалку вградување на скапи елементи. Дали доколку бил започнат овој проект со градба на повисока кота и изградба на повисоки столбови и мостови, ќе се избегнале овие моменти на големи ископи? На претходното излагање посочив дека таков принцип на работа и таквите проектни задачи и таквите сваќање на проектирањето денеска во новите проектни решенија не треба да се применуваат. Значи, само за малку едноставен пример да дадам. Ако го земете еден виадукт, неговото фундирање, неговите столбови и горниот строј останува во секој случај секоја шист. Ќе имате промена во висината на столбното место и некаква, може би, да не се изразам погрешно, незначителна промена во фундирањето. На Кичево Охрид, секако сите колеги што се занимаваат со проектирање знаат и умеат да кажат дека не треба да се прават идејни решенија, треба да се направат неколку главни, основни проекти. Од основните проекти треба да се одберат трасите, а не од идејните решенија. Пристапот до градилиштето, доволниот број на механички испитувања, добри подлоги, секој ќе ни дадат и добри резултати. Во нашиот дел, како за пример, имаме ние на делови од трасата изработени повеќе варијантни решенија како дел од надзорот, понудени варијантни решенија кои што во даден момент веќе било можеби премногу доцна да се применат од страна на инвеститорот, затоа што градбата започнала претходно. Имаме благи наклони на делови од трасата, кои што се под максималните за автопатски решенија. Имаме недозволени губитоци на падови, кој што и тоа е прва лекција во патишта. Значи, ниски столбни места, кота на подигање на трасата и кога веќе се увидело дека и тунелското решение дефинитивно ќе биде со променета геологија и дека ќе се одвива во изградба на шкрелести материјали во раседни зони со присуство на вода и со тешки подпорни конструкции, и во тој момент можеше да се стопира градбата за одреден период, за период од можеби 6 месеци, 1 година, да се направи дополнителна анализа и анализата можеше покаже дека на одредени делови од трасата беа инвестирани 800.000 евра, милион евра, но дека таквите промени што ќе настанат во проектните решенија дефинитивно на крај може да донесат заштеда можеби од 50-60 милиони евра. Секогаш препорачувам идејното решение е како идеја, сите го имаме, да се изработат основни проекти и основните проекти да се избере најдоброто варијантно решение. Сите имаме направено и сите зборуваме за компаративна техноекономска анализа, за кост-бенефит анализа и тие работи треба да се преминуваат кај нас пред старт на секоја отпочнување на секоја работа. Нашата траса ќе биде таква како што е. Сите очекуваме дека со последните напори што ќе се дадат од проектантот, од консултантот, дека ќе се надминат и последните пречки во однос на стабилизацијата на косините. Имаме оставено доволно простор од аспект на безбедност на сообраќајот, но сите треба да очекуваме дека за вакви нестандардни големини на усеци, дека во иднина во целата тек на експлоатација на овој дел од трасата ќе имаме одредени слекување на материјалите и одредени потреби од интензивно секоја година вршење на одредени санации и одредени зајакнувања и одредени прочистувања на трасата.
станува збор за усеци со висини длабочини, ако сакаме да ги земеме, од 90 метра и со косини поголеми од 215 метра. Каква примена да примените вие во проектирањето и каков начин на заштита од ерозија, од клизни рамнини да заштитите, анкери, шипови, подпорни тела, конструкции. Промената на геологијата што се врши на лице место, што сите ја гледате, е невозможна мисија, да веруваме дека ќе добиеме на ваков нестандарден усек 100% стабилност во текот на експлоатацијата. Ќе имаме локални нестабилности, а сум убеден дека стручната фела, проектантите и ревидентите ќе изнајдат начин да глобалната стабилност биде решена во овој случај. Останатите делови од трасата се предмет на изработка, можеби на дипломски или магистерски студии на следните генерации, во кои што ќе може да анализираат дел од трасата на Кичев Охрид, во кои што ќе покажат сигурно дека доколку се преминеле нови стандарди на проектирање, нов пристап на самото проектно решение и дека ако се направило техноекономска анализа на таквото решение, дека во сигурност постоеле делови од трасата кои што би се изградиле за многу поевтино и помалку пари, а во суштина би добиле многу поквалитетно решение. Ви благодарам. Професор Јосифовски, со вас сакам да го заокружувам овој панел. Во следниот период најавена е силна инвестициона активност во изградба и модернизација на патната мрежа во Северна Македонија. Веќе ги слушнавме панелистите, а и претходно, дека потребни ни се нови методи. Кое е правилото за ефикасна изградба? Спомна господинот Ризаов дека е потребно и зајакнување на капацитетите на државната администрација. Предпоставувам дека е потребно и да самите компании да ги зајакнат своите капацитети во однос на новите методолошки пристапи. Што научивме досега и што треба да правиме во следниот период? Благодарам за прашањето. Како некаков заклучок на дискусиите, комплетно се сложувам со сите денеска панелисти. Јас си го запишав тука како да се дојде до поквалитетни проекти. Не е едноставен процес. Се спомена неколку работи, јас како прва точка го ставив управување со проектите или менеджмент на проектите. Чиј менеджмент? Менеджмент во фирмата, менеджмент од страна на надзорот, меѓутоа исто менеджмент од страна на инвеститорот. Така, и јавното предпријатие. Денешка е тоа предизвик. Се збореше на други панели како младите напуштаат земјата, се соочуваме со проблеми, така да кадровскиот потенцијал се намалува и ќе биде сериозен предизвик. Спомена колегата Ерол Ризаов дека треба да се инвестира, Денис Ризаов, дека треба да се инвестира во овој процес и мислам што порано почнеме, тоа подобро. Веќе со директорот вчера направивме разговор дека ќе поддржи идеја за стипендирање на одреден број на студенти на градежниот факултет кои потенцијално ќе си го бараат своето работно место во вашата фирма. Проектот од кога сум ја го води Дарко Пешевски. Мислам дека он е единствен одговорен инженер, техничко лице кој што го води овој комплексен проект. Свативте од дискусиите колку е комплексен проект. Треба да има најмалце 4 или 5 такви инженери за секоја одделница по-одделно да ја води. Значи, стварно знам дека кадровскиот потенцијал е намален, меѓутоа тоа се реалностите. Надзорот спомна 6 други надзори, да речем, под него и се изјасни самиот дека и тоа е недоволно за да можат да ги следат работите. Така да, тоа е првата точка, управување. Втората точка се техничките спецификации. Значи, ние ги викаме технички услови, му помагаме, градежниот факултет му помага на ЈПДП да ги изготви. Актуелните се многу стари. Значи, воопшто не ги пратат трендовите, но нашто зборевме што се еврокодови,
што е некаква техничка регулатива и мислам дека час поскоро тоа треба да се направи. Бехтел веќе се јавија на градежниот факултет, дојдаа за техничките услови за да направат консултација, меѓутоа не ги преземале старите. Тие си дошле со свој пакет на технички услови, во моментот правиме. ЈПДП мора да има таков еден, тоа е стратешки документ за изградба на сите патишта. Во него се пропишуваат методите, техниките и контролата на квалитетот на материјалите. Многу значаен документ. Четврти документ е правилник за проектирање. Министри, имавме иницијатива за правилник за проектирање, која не знам дали се реализираше. Немаме правилници за проектирање. Некој ќе рече зашто ни требаат, ние сме образовани да проектираме и така натаму. Еве ќе ви кажам едноставен пример. Знаете ли што вели правилникот за проектирање на усеци? Консултирав повеќе од 10 правилници ширум светот. Мислам дека го допре ова прашање колегата Назор. Не се дозволува поголема висина на косината од 20 метри. Така, реков 49 косини, знаете колкава е средната висина на тие 49 косини? Меѓу 40 и 50 метри. За засеци поголеми од 20 метри се прават решенија тунелски, се прави cut and cover методата. Така? За поголеми од 50 се прави класична изведба на тунели. И тоа е општо познато кај сите, само не е кај нас. И за нашите проектанти. Зашто? Затоа што немаме правилник за проектирање на косини. Така, значи тоа е исто потребен документ, нешто во што треба да бидеме истрајни и да го бараме од нашите институции да ни го обезбедат, нормално со вклучување на сите фактори што се, па и градежниот факултет, и фирмите и така натаму. Последното го оставив за крај, не случајно. Предходни и подготвителни работи. Колку се прават, извршуваат предходните и подготвителните работи? Што спаѓа во нив? Споменаа колегите експроприација. Така, значи пред да се излезе со градба, мора да имате процес на предход. Не, ние веднаш го рипаме тој чекор, веднаш идеме во реализација, пошто немаме време. Што правиме? Основна грешка. Овие работи ќе не уназадат дупло, мислам тоа веќе го збореше повторно надзорот, ќе не уназадат дупло и временски и финансиски, затоа што не ги правиме тогаш кога треба да се направи. Значи експроприација да е завршена. Зашто? Затоа што треба да има пристапни патишта за да се стигне до локацијата. Како ќе стигнете до локацијата без експроприација? Не можете пристапен пат. Зашто? За да се спроведат геотехничките истраги, машината да дојде таму. Значи немаат ни начин изведувачите како да дојдат до таа локација да го направат тоа за што се задолжени. Фазноста на градбата е клучна во градежништвото и секое прерипување на фази има последици своји. Има една анекдота, сакам да ја кажам тука, веројатно е позната за повеќето со оглед дека се искусни инженери све. Истражните работи, вели, секогаш се плаќаат. Прашањето е кога и колку. Значи, на почетокот, така, ќе ги направите. Подоцна сте сигурни и нема да плаќате за нив. Ако не ги направите, кој што беше случај со овој проект, подоцна ќе платите многу повеќе за тоа. И тоа е докажано правило, тоа е позната анекдота во областа во која што работам ја. Ќе каже некој колку е тоа чинење, еве да го дефинираме. Сигурно е многу. Колеги, не е многу. 2 до 3% од вкупното чинење на проектот. 2 до 3% збориме. Колку загубивме, тоа Бранко го знае, само со недоволните истраги што не сме ги спровеле на време. Дали сме единствени Кичево Охрид? И за тоа сакам веднаш да дам одговор. Не сме. Кои ни се најблиски? Грците. Со Игнација Одос. Игнација Одос е модерно автопатско решение кое го финансираше Европската Унија
се протега од исток до запад, меѓутоа најтешката делница е Кожани Јанина. Значи, тоа е овој дел према Јонското море, на кој што само на тој дел се потрошиле 2 до 3 пати повеќе средства од проектираните. Зашто? Повторно, ради тешките услови, затоа што материјалите кои ги избориме цел панел се и тамо идентични на овие со кои што ние ги имаме. Така да, толку би имал јас, се надевам дека помогнав сега да биде ова некако вовед во прашање понатамошни од аудиториумот. Ви благодарам, професоре. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Сега сакам само да замолам од публика неколку прашања, доколку имате, повелете. Пошто Силјан ме праша што имам врска и дека беше вчера со банките, сега ќе го поставам вториот дел од прашањето со банките. И трето, значи, ние зборуваме за авто. Прво, вака и да почнам малце да ги погавам гостите. Значи, ваква конференција треба да стане традиционална. Во ова конференција прв пат на едно место се собраја сите чинители во струката. Почнувајќи. Политичарите, тоа сакам да кажам, политичарите, ни дојде цел политички врв на државата, во топ состав. Министерот и директорот на патишта седат тука. Сите ние сме тука. Луѓе, во вториот дел, многу конференции сум присуствувал, толку полна сала никаде не сум видел. Тоа е реално, кој сакате да кажете, толку полна сала никаде не сум видел. Осим на тоа. Значи, ова кажува за актуелноста и значењето на темата. И зошто е полна салата? Затоа што сите овие тука се заинтересирани за овај проект. Тоа што е ова полна салата и што има толку, и цела политика дојде тука, кажува какво значење има Сдруженијето за градинештво и градежни и неметали на Пристопанската комора. Значи, ова прашање ќе го поставам како член на управниот одбор на ова здружение, не како граден инженер, не како професор на факултет. Прво што сакам, значи, дискусиите беа безпрекорни. Јас во овај проект никој пат не сум бил вклучен, сите мои сознанија се од контактите што имам со колегите од граден факултет, од контактите што имам со колегите од ГИМ, од контактите што имам со колегите во градежните фирми. Не бев неупатен, но не бев толку упатен колку сега. После овие 2 дена можам слободно да поставам следното прашање што е многу сериозно и ги допира македонските компании. Кога ќе ги видиме бројките, овај проект е проценет на 600, округлно зборувам да не зборуваме за да можам да бидам појасен. 600 милиони евра. Со законот кој е подпишан 2013 година, меѓу македонски, значи, кој дојде во парламентот, го подпиша владата, 51% е законска обврска на кинеската компанија да ангажира македонски фирми. И чисто од пропорција. Од 600 милиони евра, 300 милиони евра морат да реализират македонските фирми. Одлично. Продолжувам. Значи, македонската влада, било која влада не е се толку наивни, си се обезбедија према кинезите со банкарски, сега битното Силјан, гаранции. Значи, кинезите и македонската банка, македонската влада се обезбеди со банкарски гаранции во однос на Синохидро. Одиме понатаму. Синохидро ги ангажира Грани, Тилинден и не знам кои уште компании и на сите им зеде банкарски гаранции. Ако чиста пропорција направиме тие банкарски гаранции, 15% на 300 милиони се 45 милиони евра. Ама Граните има подизведувачи, Илинден има подизведувачи, Граните и Илинден не ги оставија тие подизведувачи без банкарски гаранции.
Слова проценеве тие да се најминимален обем, се 10%. Значи доаѓаме до сума од 50 милиони евра банкарски гаранции. Што ќе се случи ако не го изгласат нашите пратеници продолжувањето на законот? Значи паѓаат банкарските гаранции на Синохидро, тука по дефиниција, и Синохидро не е будала, ги повлеква банкарските гаранции на нашите компании. Нашите компании имат околу 50 милиони банкарски гаранции. Тие средства ќе бидат заробени. Дали нашата влада има најдено некој и размислува? Јас мислам дека не се толку наивни, сигурно имат најдено некој механизам како да ги заштити нашите компании од ефектот на банкарските гаранции. Ништо повеќе, ви благодарам на вниманието. Владата на Северна Македонија има обврска пред граѓаните и секако пред Европската Унија да го изгради и да го модернизира коридорот 8. Ние пред неполни месеци, неколку месеци, коридорот 8 се изборивме заедно со нашите партнери Италија, Бугарија, Албанија да го вметнеме во главната мапа на европски коридори. Тоа само по себе кажува дека визијата на оваа влада, на Северна Македонија, па и на идната влада е доизградба на коридорот 8 заради економски, политички и регионален развој. Ви благодарам. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Во цело се согласувам со дискусијата на соговорниците, само од моето вклученост во проектот и некои скромни информации сакам да нафрлам нешто. Бидејќи беше спомнал проектантот, а јадниот нема кој да го брани овде. Кичево подвис пресека тие 22 километри од вкупно 57 километри акумулираат, Бранко ќе ме поправи, 72 или 76% од сите пари на проектот. Зошто? Зашто трасата е висока, поставена е горе на таа морфологија, на таа литологија, од проста причина, според водостопанската основа на Македонија, донесена 1974 година, предвидена е акумулација подвис на река Треска. Електростопанство ги има ограничено условот за поставеност на трасата и од тие причини проектантот се качил многу високо, пошто излегува овие состојби. Но како и да е, сакам нешто од историја да повторам. Подсетување, ќе ме слушнат министеров, директоров и останативе. 98 година се почна еден патен правец кај Велес, кај Младост, извор Богомила Прилеп, а во него ништо не исплена, остане на мосте да стои. И не е така страшно тоа. Не знам кој направи дипломска таму на тој мост. Меѓутоа, на истиот коридор, железничката траса, Белјаковце Крива Паланка, сега таму продолжуваме со изведба, ама не ги видовме ефектите од прекинот на проектот. Таму огромни материјални средства, не знам како се разнесени и како ќе завршат. Мислам дека проектот треба да се продолжи и да не правиме екскурзија со умот, бидејќи имавме една екскурзија со проектот Тајван пред 20 години, видовме како не кошташе, да не се чепкаме со змејот од исток. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Тука да ја превршуваме оваа панел дискусија, ви благодарам што волкав број бевте присутни, ви благодарам и на вас панелисти. Се надевам дека одговоривме на дел од прашањата на кои што во јавноста и не беа познати. Ви благодарам. Секој добро. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. На првата конференција за патна инфраструктура, искуства, предизвици и перспективи и одржаната четврта панел дискусија со наслов Искуства во инвестирањето во инфраструктурата, констатирани се следните состојби. Искуствата и научените лекции од изведбата на автопатот Охрид-Кичево, најкомплексниот инфраструктурен проект во земјава, вклучуваат несоодветна проектна документација, која се разликува од теренските состојби, препроектирања поради недостатоци во текот на изведбата,
Тешки геолошки услови кои бараат обемни геотехнички ископувања за стабилност, правни бариери, нерешена експроприација и административни процедури, предвремен почеток на изведбата без темелна анализа. Овој проект, иако етикетиран како црна дамка, е придобивка за македонското градежништво, бидејќи инспирираше донесување закони за отстранување на административните и на правните бариери. Овие закони овозможуваат побрзи и поефикасни градежни процедури за идните капитални проекти од стратешко значење. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Заклучок. Државниот интерес мора да се стави пред партискиот. Заеднички треба да ги согледаме последиците од досегашното работење и точно да ја лоцираме одговорноста за застојот и забавното администрирање на комплексните инфраструктурни проекти, имајќи ги предвид договорните услови и важечката законска рамка. Државата мора да води сметка за значењето на овие проекти за домашното градежништво, за нивниот мултиплицирачки ефект врз економијата и за последиците врз граѓаните и врз стопанството. Домашните компании досега го понесоа товарот од проблемите, па е неопходно тие да работат под исти услови како и странските компании, според усвоениот пакет закони за побрза и поефикасна реализација на проектите. План за постапување. 1. Евалуација. Анализа на досегашните инфраструктурни проекти и предлог за подобрувања. 2. Работна група. Анализа и усогласување на државниот интерес со инвестициските одлуки. И подброј 3. Јавна свест. Кампањи за зголемување на јавната свесност за значајноста на инфраструктурните проекти. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Денес, повеќе од кога и да е, се соочуваме со предизвици кои бараат од нас не само да реагираме, туку и долгорочно да планираме. Многу е важно да ја гледаме големата слика и да ја градиме иднината на градежништвото. Во развојот на одржливото градежништво, сите ние имаме значајна улога. Македонските градежници знаат и можат да изградат инфраструктурни објекти кои ќе останат трајни вредности за идните генерации. Се гледаме наскоро во Охрид.